Беше тоа на 7. јули 1947 година, кога селото Баница Леринско во Егејска Македонија беше заобиколено од силен кордон на грчката монархофашистичка војска и полиција, при што насред село, кај споменикот Свети Димитрија, привеле 70 семејства со над 200 луѓе. Причина за ова била нивната приврзаност кон народно-ослободителното движење, односно поради нивната активност против германско-италијанско-бугарската окупација и барањата за отворање на училишта на македонски јазик и во црквите да се служи македонскиот јазик, како враќање на личните имиња и други барања. При тоа 25 малолетни и неколку возрастни лица биле приведени, испитувани, малтретирани, затворени и подоцна ослободени, а останатите протерани во планините кон партизаните. Беше тоа на 7. јули 1974 година, кога на иницијатива на Пеце Атанасовски, етномузикологот Илија Лашковски и други ентузијасти, во местноста Рудина, во селото Долнени Прилепско, за прв пат се одржа фестивалот на народни песни и игри. Во изминатиот период во него учество земале над 10.000 инструменталисти од Македонија и странство. Денес овој традиционален фестивал го носи името на неговиот создател, гајдаџијата Пеце Атанасовски. Беше тоа на 7. јули 1921 година, кога е роден Васко Карангелески, народен херој на Македонија. Карангелески беше командант на Скопската армиска област, подоцна преименувана како Трета армиска област на ЈНА. Загина во неразјаснет случај на 3. февруари 1977. Карангелевски настрада на падините на планината Караџица, додека со пријателите бил на лов. Токму еден од нив по грешка, како што беше официјално соопштено, пукал кон него и го убил. Интересно е тоа што по истрагата воопшто не било извршено балистичко вештачење на орудијата. Бидејќи убиството го направил близок пријател на Карангелевски, јавноста лесно била убедена дека станало збор за несреќен случај. Околностите на случајот се сметаат за мошне сомнителни, особено што дел од ловците подоцна се осудени на долгогодишни затворски казни поради наводни други убиства. Сепак, до ден денес нема најави за отворање нова истрага. По неговата смрт, Радко Младич е поставен за командант на Скопската армиска област. На 7. јули 1959 година е роден Муса Џафери, македонски политичар од албанско етничко потекло. Тој дипломирал на економскиот факултет во Приштина во 1984, а магистрирал економија на Универзитетот во Цирих. Завршил и специјалистички студии по педагогија на Академијата за образование на возрастни во Луцерн. Џафери функцијата заменик председател ја вршел и во владите на Бранко Црвенковски и Владо Бучковски во периодот од октомври 2002 до јули 2006. Бил министер за локална самоуправа, вице-премиер за спроведување на рамковниот договор. На 7. јули 1903 година, во жестока борба со турската војска и полиција кај селото Раец, загина Ефрем Галев од Кавадарци, борец во четата на Петар Христов Јуруков. Галев е роден во Кавадарци 1873 и уште како млад го изучувал шивачкиот занает. Во редовите надморо се вклучил уште со формирањето и бил член на неговото најтесно раководство. Во септември 1901 за време на 15-дневниот престој на Гоце Делчев во Тиквешијата, за неговата безбедност бил задолжен токму Ефрем Галев. Во четата на војводата Петар Јуруков се вклучил во 1902.
На 7. јули 1923 е убиен Атанас Даскалов Таската Серски, македонски револуционер, серски околиски војвода на ВМРО. Таската во 1901 завршува педагошко училиште во Сер, каде организира и револуционерен кружок. Неколку години подоцна работи како учител во селото Шуго во Серско. Комита е во четата на Јане Сандански и близок соработник на Гоце Делчев, кај кого бил комита во 1902. Таската учествува во борбата во селото Баница, во која загинал Гоце Делчев. По Елинденското востание тој е серски реонски војвода во револуционерниот округ на Сер со чета од 28 комити, повеќето дезертери од бугарската армија. Учествува во младотурската револуција и станува активист на Народната федеративна партија. Во 1910 е избран за член на Централното раководство на партијата. Во октомври истата година, за време на разоружувачка акција е малтретиран од властите. Во Балканската војна е војвода на чета на Македоно-Одринското ополчение, а подоцна служи во штабот на 15-та штипска дружина. По војните, во Софија е член на привременото представништво на поранешната ВМРО. Убиен е од член на десницата во ВМРО во 1923 додека бил на операција за слепоцрево кај Александар Станишев од Кукуш. На 7. јули 1928 во Софија е извршен атентат врз Александар Протогеров. Атентатот го извршиле тројца атентатори Стефанов, Гузданов и Вицларев, под раководство на Кирил Дрангов од Михајловистичкото крило на ВМРО. При тоа бил убиен и неговиот телохранител Атанас Гоцев. Наредбата за атентатот ја издал Ванчо Михајлов, под обвинение дека Протогеров учествувал во заговорот против Тодор Александров.